се годиме со малку поведри содржини, особено интересни за сите љубители на домашните миленици. Нашата Искра веќе ја пречекува првата гостинка, која што е доктор по ветеринарна медицина и е нејзина именјачка. Добро утро за доктор Искра Бекрик. Добро утро. Искра, добро утро и за тебе. Добро утро од двете Искри, Сузе. Искрите ова утро и се радувам што внесуваме малку возбуда и радост, особено за љубителите на кучињата. Да, Искра можеме се наречеме веќе и наша редовна гостинка. Многу често дава совети на различни теми. Еднаш имаме водено разговор за исхрана кај мачките, беше многу интересно, за да ги поделиме. Не се става сепак се во ист кош. Да. Одлично, повелете. Ти благодарам, Сузе. Иска добро утро. Добро утро. И од мене. Ајде да започнеме со тоа какво влијание има исхраната кај кучињата, односно колку правилната исхрана може да го продолжи животниот век, и обратно, колку неправилната им го скратува. На кратко, се зависи од исхраната, исто како и кај луѓето. Нормално има некои плюс фактори секогаш, меѓутоа темелот за добро здравје е исхраната апсолутно. Со тоа што јас само сакам да вметнам еден мал сегмент кога сме кај исхраната, се поврзува со финанси нормално. Јас би сакала да ги започнуваме овие теми со тоа дека милениците се луксус. Тоа мора собствениците да го запамтат. Однапред да го знаат. Однапред. Тоест не собствениците, оние кои што размислуваат да чуваат миленик. Значи тоа е луксус, не мора секој да има миленик, не може секој да има миленик. Причината поради која сме преплавени нормално и со бездомни животни и со се е токму поради тоа што за квалитетен живот на миленичето сепак се потребни финансии, особено за квалитетна исхрана, ќе збориме на таа тема, така да тоа би сакала да апелирам секогаш да го имаат во предвид. Инаку да, квалитетната исхрана апсолутно потоа ги намалува најголем дел од трошоците во текот на животот на миленичето. Значи така го нарекуваш квалитетна исхрана, јас мислев правилна исхрана, претпоставувам горе долу тоа. Квалитетна, да. Ајде тогаш да започнеме со тоа што представува правилна исхрана кај кучињата. Кучињата... Да не мислиме дека тоа што за нас е добро, дека да. Истото можеме да им го дадеме. Апсолутно така? Не е така. За разлика од мачките зборувавме претходниот пат, тие се стрикно карнивори, значи јадат месо. Кучињата се карнивори, меѓутоа се сврстуваат па и во групата омнивори или се што јаде. Значи тие, да, првично јадат месо, протеини од месо, меѓутоа може да јадат и други работи, избалансирани, што значи дека најважен е сепак протеинот за нив, да биде квалитетен од квалитетно месо, со тоа што многу е важно да проценат собствениците. Кај кучињата често се јавуваат алергија на храна и главниот извор на алергијата е типот на протеин кој што го внесуваат. Многу често сметаат собствениците дека може би алергија од другите компоненти на храната, меѓутоа главен е протеинот и тоа многу луѓе се чудат, меѓутоа најчесто алергиите се на пилешкиот протеин во храната, а нели сметаме ако има дигестивни проблеми варено, мевце, пилешко и дека најлесно е за варење. Да, тоа е лесно сварлива, меѓутоа некогаш и често прави алергии. И нормално да биде избалансирано. Сега избалансирана исхрана зависи од видот на кучето, мала, средна, голема раса, возраста, начинот на живот, колку е активно, колку не е активно, така да многу фактори се во игра. Што е она што секој ден без исклучок кучињата треба да го внесуваат? Апсолутно мора да имаат пристап до свежа вода константно, тоа е многу важно. И второ, избалансирана исхрана од типот на тоа дека ќе биде сепак протеинска. Сега многу собственици бираат нормално да користат сува дехидрирана храна, бидејќи е најлесна. Искрено, че многу често тие совети и од ветеринар ги добиваме, веројатно поради тоа што не сите сме вешти во тоа подготвување и токму за да не погрешиме. Но и често пати се ослонуваме на тоа исклучиво само сувата храна. Советите кои што ги дадат ветеринарите во однос на тоа да биде исклучиво сува храна е баш токму поради тоа да не се даде нешто што не треба, не знаејќи да се направи поголема штета. Инаку самата сува дехидрирана храна нормално содржи апсолутно се што му е потребно на кучето. Сега имаме храна со понизок квалитет, со повисок квалитет, со помала содржина на месо, со поголема содржина на житарки, постојат различни типови на храна. Најважно е да се процени што точно му треба на кучето според тоа, како што кажав, некои критериуми. Мора да внесува храна во одредена количина, значи на секои
комерцијални храни, има тоа, табела позади. Количината да се одреди, да. Количината не може да е стрикно точна, меѓутоа тие веќе имаат израчунато од прилика. Значи дури највисоката доза да ја дадете, пак нема да претерате доколку се придржувате. Нормално според килажата за кутре од 5 до 10 килограми, толку и толку грама, па и највисоката граница дури да ја давате не би требало да му штети на кучето. Во однос на честотата, така да наречам, хајде, колку често препорачуваш ти? Па за возрастни кучиња, здрави возрастни кучиња, доволен е еден оброк на денот, доколку имаат било какви проблеми, тој оброк може да се подели, значи не да се дуплира, него да се подели, ако е, не знам, дневната доза 100 грама од сувата храна на 2 пати по 50, ако има проблеми со варењето, тогаш секогаш препорачуваме да се поделат оброците повеќе пати по помалку, меѓутоа за возрасно куче доволно да има еден главен оброк, за разлика од мачките, и кој што не е проблем постојано во тањирчето да си имаат храна, за кучињата тоа не го препорачуваме, бидејќи тие се малку полакоми, повеќе би конзумирале, ќе доведе тоа до гојазност, тоа води до други проблеми потоа. Долку сепак се одлучиме од време на време во исхраната да внесеме и домашно подготвено месо, на што треба се внимава или кои се замките да не сгрешиме? Треба да се внимава, свежото месо тие можат да го сварат и во природата, нели кучињата ако би биле слободни би јаделе нормално свежо месо, незготвено, меѓутоа бидејќи не можеме да го процениме квалитетот и потеклото на месото, секогаш препорачуваме да се приготви, да се обработи термички, најчесто да се свари, за да може да биде полесно дигестабилно за кучето, да не се користат многу зачини, може да се стави многу малку сол и тоа е се да го подобри вкусот. Зависи од кутрето, ако нема проблем, пилешкото месо е најлесно за подготовка, се вари, доколку се работи за копанчиња, да кажеме, тие се малку помасни, може би требало да се внимава да не се претера. Свинско месо не препорачуваме, на најголем дел од животните им е малку потешко за да го сварат. Телешко, говецко, јагнешко, тие типови на месо да, риба да се внимава на коските. Тие најчесто можат да ги сварат, меѓутоа често може да им се закачат било каде во дигестивниот тракт, така да треба да се внимава. Исклучително не препорачуваме давање на пилешки коски, на тоа многу да внимаваат собствениците. Тоа се надевам дека знаат веќе Па за да, тоа. тоа е пукаат како игли, се претпоставувам дека тоа е причината, така. Многу се остри, можат да направат перфорации, тоест дупки на цревата буквално, па потоа да имаат други проблеми, така да тие не ги препорачуваме. Да. Може би за глодање некоја телешка голема коска, чисто за забава и за чистење на забите, меѓутоа имаме сега комерцијални пресувани кожи, дентални коски, се друго кое што е веќе проверено. Така да. Ки прашаме за тоа што е неправилна исхрана, значи ако еве препорача што да внесуваат секојдневно, што не треба да внесуваат или да речеме што е забрането, но сакам само да прашам бидејќи спомена претходно дека се случува алергии да се јават. Кои се знаците, симптомите кај кучето за да препознаеме дека храната што ме даваме не е соодветна? Пред се исто како и кај нас луѓето, дигестивни проблеми, значи може да се јави диареја или констипација, нешто од тоа, згрчување, болки, да се примети дека има некакви болки, тоа е првиот знак дека исхраната не е соодветна. Вториот знак е еден кој што најчесто го приметуваат собствениците, проблеми со кожата, чешање, црвенила, опаѓање на влакната. Она кое што е многу често, а поретко го поврзуваат се воспаленијата на ушите. Значи најчесто сметаме дека се работи за некоја бактерија, габичка, можеби нели некоја тревка влезена, паразит некаков. Меѓутоа многу често неправилната исхрана прави алергија на ушите, бидејќи нормално ушите се обложени со кожа, доколку имаме и на другите места, може да се јават и воспаленија на ушите, односно отитиси, чешање, тресење на главата. На кожата се гледа, меѓутоа доколку јас препорачувам, доколку се примети дека има некаков проблем со ушите, да се провери сепак и алергија на храна да не е. Не значи дека е некој друг надворешен фактор. Во главно тие се тие. Со тоа што кучето најчесто нема да прекине да ја конзумира храната. Тоа осеќа дека нешто не е во ред, меѓутоа мора да конзумира храна, се продолжува тој период, така да препорачувам секогаш да се посети ветеринар. Ветеринарот лесно ќе ги процени тие симптоми и ќе ја промени исхраната и во глобала кога ќе се дојде до точната храна онаа што одговара, симптомите брзо се повлекуваат. Ајде да преминеме сега на другиот дел, ако ова во првиот дел зборувавме за квалитетна исхрана, што е тогаш неквалитетна?
Како што спомнав на почетокот, значи времето на хранење на кутриња со било што и со остатоци од тоа што ние го јадеме, навистина е завршено. За жал се многу поосетливи исто како нас, особено овие салонски мали убави раси на кутриња кои што се чуваат исклучиво да си спијат покрај нас, тие се стварно осетливи. Да, причината ги наведе, не само од финансиска причина, туку често пати греот е како ме гледа, па дај да му дадам. Или пак исто така она размислување, па ако е добро за мене, зошто не би било за кучевот? Но еве, што им прави, и да речеме да не се остатоци отфрлени, што им прави некој од нашата храна, да речеме? Особено мора да, значи пред се ние немаме издигестивен тракт со нив, затоа и исти ензими за варење на храната, затоа не можеме истото да го конзумираме. Она што не сме да се дава од тоа што ние го јадеме, на прво место секогаш го спомнуваме чоколадото, препаратите кои содржат кофеин. Види како ме гледа. Можеби ништо не би се случило, меѓутоа не смееме да го препорачаме. Тие содржат една материја, нормално содржи какаото, метилксантини се викаат, кои што им прават проблеми на животните. Не можат да ги варат, освен дигестивни проблеми, често се случува и напади, тремори да им предизвикуваат. Тоа не мора, значи, да се случува. Еве сега па има и во продавниците за миленици кучешки чоколадца. Да ги мириснав колку во па и белите чоколадо. Да, дури поубави од некој од нашите. Да. Сега тоа е нормално да биде закуска ограничена од време на време. Апсолутно не мора секој ден да се дава и не треба. Друго на што мора многу да се внимава е јаткасти плодови. Да, кучињата може да јадат путерот кикирики од време на време, нели сме гледали по социјални мрежи. Меѓутоа јаткасти плодови необработени, освен кикириките, не препорачуваме. Прво може да се заглават било каде во дигестивниот тракт, ако не ги изџвакаат убаво, да направат блокади. Второ, премногу се масни, некои од нив и предизвикуваат и алергии, тоа да го избегнуваат апсолутно. Да, но еве да речеме добро, ако може кикириките, но сите кикирики што ги имаме се солени, пресолени. Солта што им прави? Не мора, апсолутно не им треба толку многу сол, значи мора да биде ограничена, дури на оние кучиња кои што имаат било какви проблеми, солта се намалува на најниско ниво, зборам нормално ако се работи за бубрежни или било какви проблеми. Ние конзумираме многу повеќе сол од животните, на нив им треба минимално, нели како електролит на некој начин, мора да содржи малку сол и да заподобрувач на вкусот, меѓутоа солена храна како што јадеме ние апсолутно не им одговара. Значи доволно има на скриена сол што се нарекува, не неколку зрнца сол би кажале, или доколку, како што спомнав, ако приготвуваат било што дома, многу малку смеа да стават други зачини од типот на вегета, орегано, бибери, нешто да замириса никако. Добро. Сега грозјето е многу специфично, еве сега да кажеме сезона на грозје се уште не смеа да го дават бидејќи им штети на бубрезите, потоа тоа спаѓа веќе во графата забранети. Според тебе грозјето никако. Забранети. Значи овие сега што ги дискутираме се забранети, не треба воопшто да ги користат. Освен тоа лук и кромит не треба да ги користат. Значи мачките за нијанса можеби подобро ги поднесуваат, иако и за мачките и кучињата апсолутно велиме не, значи штетат, повеќето предизвикуваат дигестивни симптоми како прв симптом, меѓутоа доколку не се реагира на време може да предизвикаат и многу посериозни проблеми. Значи чоколадо, кофеин, грозје, лук, кромит. Јаглените хидрати кучињата може да ги обработат, меѓутоа тоа се сложените јаглени хидрати и им се потребни за енергија. Шеќерот, типот на рафиниран шеќер кој што го конзумираме ние, не. Не, апсолутно не. Значи, да, ако еве читате табелата што содржи нивната храна, има јаглени хидрати, меѓутоа тие се сложени. Потекнуваат најчесто од житарки, овес, јачмен, пченка и се разградуваат на поинаков начин, целиот процес е многу различен и тие се ги користат за енергија, им се потребни. Меѓутоа овој шеќер не. Уште ова да потпрашам, бидејќи го потенцира грозјето и да потсетиме уште еднаш никако. Дали тоа значи дека другите овоштија се дозволени, па дури и препорачани по некоја доза се? Има одредени кои што се, например јаболките, па и бананата може во мали количини да се користат. Во некои храни има сега нови излегувати соврши, го подобрува вкусот едноставно, плюс тоа богатува со витамини и минерали, така да има овошје кои што се безбедни, меѓутоа еве како што кажав, грозјето е прво на листа кој што не смеа да го конзумира. Зеленчуците искра? Зеленчуците да, содржат растителни влакна, со тоа што на пример авокадо, тоа е сега модерна добро, тоа е исхрана многу кај минани нас. за себе, немаш си го дозволат, пошто помалку, да.
Меѓутоа, еве, меѓу првите на листата кои што не треба да се користат, лук и кромит. Не, другите да. Нашето може. пиперче, патлиџанче, такво нешто? Па, патлиџаните се доста ацидични што велиме, можеби јас би рекла сепак да ги избегнуваат, краставица, па и зелка, тие се окей, моркови, со тоа што за оние кои што имаат бели кутриња да потенцираме дека може да си ги пребојат, тоа е минливо. Значи морков и цвекло за нив забрането, така за белите? Да, исклучиво заради бојата, бидејќи содржат бета-каротен кој што ја бои кожата. Инаку не е штетно, длакната, само што крзното нема да биде со тој може малку ќе бидат портокалови одреден период, инаку се морковите се здрави реално и ги сакаат, и им се вкусни. Што е исто начинот на подготовка? Тоа го споменавме, препорача варење, но еве да ставиме во графа забрането прженици. Да, апсолутно. Никако, така. Апсолутно. Ти мислиш дека се подразбира, но ние сепак да си го кажеме. Да, значи никако, можеби печено без ништо да кажеме некако дека е добро, или во сега овие модерни ерфраери. Меѓутоа варено е сепак најбезбедна опција да кажам. Инаку пржено, зачинето, не, апсолутно не. Многу тешко го варат, им прави едноставно проблеми. Можеби одеднаш нема да се случи, меѓутоа наредниот пат може да завршите на ургентен ветеринар, па така да апсолутно да не ризикуваме, нема потреба. Сега е време кога сите си ги ограничуваме трошуците, така да нема потреба од такви ексцеси и проби, да кажам, слободно заобиколете, значи само сварено, доколку сакате дома да приготвите. Саламче, паштетка, виршичка, зборум за нашите, не за нивните. Па и нашите за нас не се добри, не па за нив. Не е проблем тоа што содржат неквалитетно месо. Мислам, нормално не е во ред, меѓутоа главниот проблем е тоа што... Не знам дали содржат месо воопшто, дали содржат месо или... опашки, сигурно така, содржат, да. Тоа не е, нормално нема некои хранливи вредности, меѓутоа главно е што се додатоците многу нитрати, многу конзерванси, премногу, кои што штетат и за животинките дефинитивно, и за нас, и за нив, така да нема потреба, а од друга страна многу се примамливи, имаат многу јак мирис, имаат привлечен вкус и за нив и за нас, зачинети се многу, така да не, апсолутно избегнувате салами колку што можете. Пак ја кажам, значи има луѓе кои што нели се нафаќаат, земале милениче од улици или од било каде, па барем нешто да јаде. Да, меѓутоа го ограничувате, квалитетот на здравјето се нарушува. Можеби некој ќе тера, нема да има никогаш проблем, нели? Велат моето куче живееше 17 години, јадеше виршли, има и такви приказни. Меѓутоа тоа е реткост и така изолиран случај. Искрено морам да те прашам нешто, Сузе, слушај во внимателно. Искрено не знам дали некој го прашал ова прашање на медиум, а мислам дека многумина сме си го поставиле, ако не сите. Зошто често пати се случува кучињата да го јадат или сопствениот или туѓиот измет? Често се случува, да. Има официјален термин за тоа. Има нешто таму што имаат потреба за тоа или? Официјалниот термин е копрофагија. Копрофагија. Да, копрофагија се вика кога го јадат својот или туѓиот измет. Е сега, ако го јадат својот измет, за кучињата конкретно, тука веќе можеби се работи за некоја лоша навика. Има кучиња кои што тоа го прават едноставно од навика. Некоја безврска навика стекнале уште од малечки. Љубопитност нешто? Па не, едноставно некоја навика, можеби како мали кога биле дресирани, да кажам, да не прават бели, и такви случаи имаме, кога ќе направат некој, ќе си скакаат, ева да кажеме, ќе си го изедат изметот за да не бидат карани. И сега тоа им станува навика во текот на животот да чистат позади себе, а инаку бидејќи кучињата потекнуваат, нели да кажеме, од видот на волци, волците и ден денес тоа го прават. Значи тие чистејќи го својот измет, го чистат својот дом, имаат некоја специфична психологија, така да може да се работи за нешто што станало, нели, од потеклото. А од друга страна, доколку конзумираат измет на други карнивори, например на мачките, многу им е привлечен бидејќи е многу протеински. Мачките јадат исклучиво протеини и го осеќаат како хранлив, како дека им е потребно да го изедат. Сега, ако конзумираат па од тревопасни животни, например некаде околу некое поле каде што има стока, овци, кози, коњи, во тој случај велиме дека најверојатно, бидејќи тука има многу трева, многу растенија, најверојатно им фали некој минерал или витамин, чим имаат потреба да го конзумираат. Дали е штетно ова што го прават? Дали треба да ги отргнуваме од тоа?
треба да ги отргнуваме затоа што не знаеме она што ќе го изедат, дали има паразити во него, дали животното кое што дефецирало било заразено со паразити или не. Тоа е главниот проблем со кој што може да се соочат и нормално и бактерии. Да, апсолутно. Сите паразити, најголем дел од дигестивните паразити се пренесуваат преку изметот. Е сега нормално ако изедат измет со паразити, ќе се заразат со паразитите. Важно да не се чудиме, значи не е само наше кучето што го прави тоа, не, тоа е многу чест случај кај кучињата, нормално не е природен на некој начин, меѓутоа не, јас би рекла нормално да се, ако може да се воспита кучето чисто за неговото добробитие и благосостојба, за да не се зарази со паразити, па и бактерии нормално содржи изметот. Инаку друго кое што може да му штети дека нешто страшно ќе се случи ако не е изметот заразен, не. Меѓутоа има храна, нема потреба. И сега ако приметите дека често убаво би било да се направи една проверка на ветеринар, дали можеби недостасува нешто во оригиналната исхрана, некој витамин, минерал, што и да е. Доколку се установи дека не, сепак се работи за некоја навика, што би се рекло без врска стекната, меѓутоа кај нив се има логика, тие ништо не прават туку така. Али чисто за да се заштитат, би рекла да ги сепак да се спречуваат, кога може нормално. Интересно. Искрено многу ти благодарам, Новето. Имаше уште други работи што сакам да ги прашам, но ќе си ги оставиме за следното гостување. И да им кажеме гледачите дека доколку сакате и почесто да слушаат твои совети, ти имаш и на YouTube канал. Да, имаме YouTube канал со мој колега го работиме, зборуваме на различни теми, меѓутоа имаме и еден сегмент, нели сега сите снимаат подкасти, па зошто не и ние, кој што се вика Петкаст и зборуваме на многу теми поврзани со животинките. Успеваме да поканиме и ни гостуваат луѓе кои што се стручни на одредени теми, на наше големо задоволство, така да ова е ново, сега го почнуваме, меѓутоа мислам дека може да порасне убава приказна. Може да не најдат како Ти посакувам многу следбеници. Фала, многу благодарам. Може да не најдат на YouTube под Критие МК се вика, значи зборуваме на различни теми, на многу сегменти, меѓутоа имаме еден посветен исклучио на животните. Ти посакувам успех и таму и те чекувам наскоро повторно да го продолжиме овој разговор. Обавезно, секако. И благодарам и јас, вас не им било лесно на кучињата да морат се да исчистат позади себе. Благодарам многу, со нетрпение ќе очекувам следната епизода од вашите разговори за милениците.